Ние сите како граѓани имаме механизми, барем на хартија, тие постојат, имаме формална правна рамка, имаме оделен економски, политички, правен систем и цивилно општество, меѓутоа ништо не функционира. Еве, 23 години подоцна, ние се уште се бавиме со истата проблематика. Дали е од прашање на социјалата, дали е од прашање на економската сигурност, од економската стабилност на државата, која што е комплетно депривирана, и понатаму како граѓаните во сета таа ситуација треба да се снајдат. Па добивате одговори, еве слушнавме и тука, дека би требало граѓаните да знаат како да се борат за своите права, наспроти она кој што е постулат на парламентарната демократија е токму државата да ги обезбеди правата на граѓаните, затоа што се и да ги едуцира. Апсолутно, затоа што тие се сметаат за неуки странки. Не можете вие, ако граѓаниот е неука странка, да му кажете поради тоа што не знае како да пристигне до своето право да го оствари, дека тука завршува проблемот. Кому му одговара таквиот однос, да речеме? Апсолутно на оној кој што во моментот е во извршна власт, независно за која политичка партија станува збор. Затоа што до оној момент додека граѓаните молчат и вие не им давате насоки како, или пак се заземете за нив да го постигнат одреденото право, за каков систем ние тогаш зборуваме. Да, токму така, тој формално правно постои, меѓутоа бирократијата од друга страна јавната администрација нас ни покажува дека не постои. Односно, ако јас се обратам до било која институција, јас треба да поднесам куп документи и треба да поминам низ мноштво процедури за кои што претходно нормално не сум запознаена, па одам во една до друга, апсолутно се согласувам со тоа дека ќе се откажам и на наредниот проблем ќе ми текне на претходното искуство и поднатаму нормално нема да очекувам дека ќе го добијам моето право, уште помалку мојот одговор секако ќе биде како и овие испитаници, дека не верувам во системот. Како еден социјален случај може да ги плати сите тие судски трошоци и да проба еден долг период да трча по судови за да си ја искористи правдата. И на крај да добие пресудата, таа многу често, ако е во спор со државата и со државните институции, воопшто не се спроведе, или треба еден огромен долг период да не се да се спроведе самата пресуда. Значи, само 2 од 5 случаи, како што покажува самото истражување, се завршени во 3 години. Тоа покажува зашто луѓето имаат еден проблем со судството и во остварувањето на правдата. Иницијативата 8 септември своите барања ги темели на самата пракса. Тоа всушност треба да го смени. Јас сум веќе алергичен на зборот реформа, посебно во овие 7 години кои живееме во едно вакво лудило. Треба од корен да смени социјалната заштита на граѓаните, системот на социјална заштита. Еден социјален случај не може да се обезбеди себе здравство, затоа што со 1900 денари не може да плати партиципацијата во здравството. Не може партиципацијата од лековите од здравството да ги плати. Да не кажуваме за сметките од струја кои се прекузима од 5-6 илјади денари. Како може он со 1900 денари да плати сметка за струја од 5-6 илјади денари? А врз тоа, ако не ја плати, нели доаѓаат извршители. 2012 во летото се носи правилникот да и граѓаните кои што си корисниците кои што на топлинската енергија кои што се исклучени од системот, дека и тие треба да плаќаат и тоа да плаќаат исто според квадратурата на станот, што мислам од каде па таа логика. Да, од каде таа логика да се плаќа за нешто што не го користиш, а при тоа да се прерачунува квадратурата на станот. Мислам дека дури кога не би било сериозно, би било и комична оваа одлука и поради тоа Либерално-демократската партија поднесе представка, иницијатива до Уставниот суд, значи ја поднесовме за преиспитување на одлуката. И, бидејќи не ни одговорија во еден разумен рок, а
доаѓаше веќе грејната сезона, побаравме, значи, уште една представка да се запре постапката до носењето на конечната одлука, меѓутоа и тука не добивме одговор, а се повикавме, уште поинтересно, што веќе Уставниот суд има одлучувано по ова прашање еднаш и го има оценето како противзаконски и противуставно, дека не може да се плаќа за нешто што не се користи. Крајот на месец септември, бројот на тие представки во однос на вкупниот број негде над 25%, па така, например, во 2011 беше негде 673 предмети, во 2012 дури 948 предмети, а оваа година, значи, како што истакнав, со септември, заклучно со 30 септември, 483 предмети. Граѓаните, особено за минатата година, највеќе се обраќаат до народниот правобранител во однос на користењето на топлинската енергија, зашто и претходно од господјата Топузовска беа искажани, значи, тие проблеми, зошто и покрај таквата состојба се обраќа и до народниот правобранител, меѓутоа покрај потрошувачката на топлинска енергија се обраќаат и за користењето на електричната енергија, за водата, користењето на водата, односно и на услугите за транспорт и складирање на комуналниот отпад. Потоа, исто така, за користењето на мобилната и фиксната телефонија. Истражувањето покажа точно дека околу 15% сметат дека клучен проблем е принудувањето на професорите кон студентите да купуваат учебници за да добијат подпис или оцена, и во 6,8% неправеден третман. Ние имаме и дополнителни податоци кои што покажуваат дека 18,6% од студентите сметаат дека наставната материја не соодветствува на потребите на студентите. Околу 35% сметаат дека не се доволно вклучени во процесите на носење одлуки, иако таму имаат своји официјални представници преку студентските парламенти. Секој втор студент на Универзитетот Кирил и Методи смета дека непотизмот е многу или значително застапен на тој универзитет, додека пак 30% имале директно искуство со непотизам. Кај нас во нашето истражување 4 од 10 студенти на УКИМ потврдиле дека имале лично искуство каде од нив се бара да купат книга за сметка на тоа да добијат оцена или подпис. За споредба, во Пловдив таа бројка е 3 од 10, во Загреб е 1 од 10. Тоа што многу ме плаши од аспект на праксата е моментот во кој што младите кои што се вклучени во тие системи се уште имаат чувство дека учествуваат во проект, а не учествуваат во систем кој е дел од целокупниот систем во кој живееме. И тука се поставува онаа прашање дали ние сме успешни. Првин ќе почнам со согледување на својот сектор од младински работници. Колку долготрајно и долгорочно се појавува добро развиена програма за работа. Имаме МОВ како пример кој работат десетина години константно на одредени програми и тоа е моментот кога се добива чувство дека ние сме дел од еден поширок систем. Доколку работиме, како што имаме во случај во праксата на 2-3 месечни проекти за млади, се добива собственост на проектот, како таков, што проектот завршува, младите се враќаат назад во оној систем кој што, како што чувме од Марија, не е ни толку добар и ние добиваме и добиваат уште она чувство на напуштеност. Значи дојдоа организациите, работеа нешто со нас, сега си отидоа и тие нас не сакаат повеќе во тој дел. И тоа некако придонесува до оној момент на жртвување или ситуација дека јас сум некаква жртва во општеството. Едно многу интересен резултат од Куманово кога работевме на поставување на локална младинска стратегија, процес кој што е се уште во тек. Најголемиот виновник кој што младите го имаат одредено за нивните проблеми во општеството се самите тие. Зошто? Затоа што сакаат да се постават во она улога на жртва и очекуваат некој да дојде да ги спаси. Оно што доаѓа да ги спаси, најголем дел случај е формалното образование, каде што се затвараат во тој круг, тога жртвата станува на некој начин просекутор или оној кој што е насилник спрема самиот систем, се затвараме во одреден круг и немаме никакво решение понатаму, односно не градиме никаква одговорност.